Ја сме во студиото на утрински брифинг, разговараме за тоа каква е климата всушност за стартапите во Македонија, што е оно што треба да се промени и зошто во околните држави во Европа стартап проектите брзо растат, во Македонија дали пазарот е клучен за сето тоа. Мирослав Драганов од Vidnet Solutions, добре дојде во утрински брифинг, и Игор Маџов, директор на Стартап Македонија, добре дојде исто во утрински брифинг. Добро утро на двајцата. Она што е заклучок на истражување луѓе кои што се занимаваат со проценката на пазарот, во Романија 2 компании, во Грција 2 компании, една во Хрватска и една во Бугарија. Тоа се 6 компании кои што се проценети како се нарекуваат во тој свет Unicorn, да, еднорози компании кои што се проценуваат на 1 милијарда. Грција е многу близко, Бугарија е исто многу близко, во Македонија колку сме далеко од ова? Маџов е... Ова публикација беше всушност само недела дена по објавата на Бугарија за нивниот прв Unicorn. Значи станува збор за Payhawk, кој што е баш на вистина чудо на екосистемот, кој што во рок од 5 години успева со поддршка на вистина голема поддршка на venture capital фондови. Тука се Early Bird, тука се Eleven и други кои што имаат специфична нишка и добиваат авалуација, па ја подкопуваат темава за Македонија, зошто и ние да не сонуваме или каде сме ние до таква некоја евалуација на компании. Бугарија, кажавме минатата недела го објави тоа, овие сите компании што ги гледаме се буквално во изминатата година објавени како юникорни, што значи се уште е млад и нивниот екосистем споредено со европскиот. Ние сме секако малце поназад од тоа и уште малку треба да поработиме. Драганов, ваше видување за колку сме ние далеко од... Па зависи од која перспектива 1 милијарда. До 1 милијарда, зависи од која перспектива гледаме. Мојата реакција и на објавата, на таа објава дека ние кубуриме, секогаш се ежам на моментите дека ние треба секогаш последни да сме и секогаш секој одстрана кога ќе дојде до некој ниво, ние тогаш да ни текне и тогаш да ни светне сијаличката дека можеме нешто да правиме. И зависи од која перспектива гледаме. Кој е тој? Дали од перспектива на младите, дали од перспектива на инвеститори, дали од перспектива на фондови кои што не се достапни, дали од перспектива на пазари кои што сакаме да ги освојуваме при самото формирање на компаниите. Јас тврдам дека можеме да бидеме многу побрзи и тоа без разлика каде сме. Само малку она што ми упаѓа во очи, би рекол не е на доволно високо ниво, е наративот кој што низ овие 5-6 години наназад се зборува во Македонија, дека ние некако не сме амбициозни. Само да бидеме во регионот, само да бидеме, не знам зошто се фокусираме на мали фондови од самиот старт, затоа што во странство успеваат благодарение на тоа што имаат големи фондови од самиот старт. А имаме ние пристап до тие фондови, само треба тој наратив веројатно повеќе да се кажува и да се едуцираат младите и оние кои што имаат идеи да дојдат до тие фондови, да не се залажуваме со некои трошки. Ако се залажуваме со трошки, не може да очекувате дека пекара ќе изградите за една вечер. Амбициозноста и поддршката нели одат право пропорционално во однос на тоа колкави треба да ни бидат апетитите за да имаме брзорастечки бизнис? Па да, треба, ама знаете кој е условот? Тие што ги даваат парите фондовите треба да имаат поминато низ кожата на стартапите и треба да имаат поминато многу други фази, за да дојдат од другата страна и да речат, јас пред 5 години ги направив овие грешки, сега нема да ги правам и затоа проценувам дека овој стартап е побрзо растечки од другиот. Кај нас се соочуваме со ситуација кај што теоретски подковани луѓе имате многу, меѓутоа никој на своја кожа, особено во време на пандемија, нема до тој степен ја нема до тој степен осетено предприемачката мака. И тоа е едниот момент, и вториот момент, оние кои што ги даваат фондовите, веројатно тие не се доволно амбициозни прво да ги бараат, и второ, во најмала рака, некогаш е сомнителна таа распределба. Маџов, ќе се согласите ли вие дека поддршката е условно кажано мала
во Македонија. Со оглед на тоа што стартап Македонија е всушност мрежата околу сите тие, околу оној кој што сака да започне бизнис, околу оној кој што треба да инвестира во тој бизнис, поддршката од државата. Всушност вие сте на некој начин мостот до Така, ние сакаме да кажем дека сме во едно време и сврзнато ткиво и мегафонот на заедницата, односно поврзување на сите оние ресурси кои што постојат за да може да се дознаат и за жал порано тоа беше голем проблем, не се ни знаеше се што постои, беше оставено на самите стартапи основачи да ги пронаоѓаат можностите за развој на својот бизнис. Може да се сложам единствено со Драганов околу делот на големата поддршка што постои во многу рана фаза, а како компанијата расте веќе се помалку и помалку бледне поради недостатокот на искуство на тие што да ги водат програмите за да можат да навистина помогнат. Ние во моментов со Старта Македонија и со SwissIP, каде што сум инвестицијски фасилитатор, направивме на регионална програма која што е Investment Readiness програма. Од 180 пријавени, 77 поминаа низ буткамп, со кој што се покажа дека не само дека Македонија има најголем investment readiness од Западен Балкан. Тоа е причина што сме изложени на голем број на програми, но повторно каскаме од стандардите и нивоата на Европска унија, каде што историјатот на водење на бизнис е многу подолг. Нема да навлегувам во уредувањето на тоа како била Југославија и како тогаш предприемачки се граделе, но капиталистичко општество сме ние доста кратко време, во кој што сите оние концепти на удели, на инвестирање на venture capital, на ангел инвеститори се премногу малку време застапени на овој пазар за да може тие искуства да се пренесуваат на правилен начин и тука има многу нејасноти и затоа тие 25 компании што сега ги имаме во програмата и сме доста напредно во процесот, ги поврзуваме со мрежа од повеќе од 50 инвеститори, што вклучуваат VC фондови, ангел групи и индивидуалци. И интересното е дека овој регион стварно има огромен квалитет на техничка страна, која доаѓа делот на селс, нешто неверојатно се случува како да не знаеме да продадеме. Заради тоа што сме премногу скромни, заради тоа што апетитите ни се може премали, а имаме амбиција и тука двете и некаде измеѓу сме. И во истражувањето кое што инаку со Старта Македонија го направивме 2021, беше дека најголем проблем на стартапите е всушност недостатокот до таков квалификуван селс кадар кој што ќе знае да го пренесе техничкото решение во вистинска потреба за одредена компанија и тоа да го продаде. Тука може да кажеме каде се подобри нашите соседи со пристапот до одреден пул на таленти кој што во недоволно голем број го имаме во земјава и пристапот до пазари со кој што они ќе можат потоа да продаваат на крајните клиенти. А пристапот до пазари го имаме? Имаме многу повеќе од ова што кажа Маџов. Јас се сложувам во еден сегмент, меѓутоа не знам зошто би се компарирале со нашите родители или со претходен систем, не знам зошто да... Знаете како, секогаш ние тргнуваме или мојот пристап и со луѓето со кои што работам, секогаш ќе тргнуваме од тоа што може сега и во иднина да сменим. Нема сега да се жалиме како било во минатото, него да видиме сега како е и како можеме да сменим. И јас сум од работничко семејство, никој мене дома не ми кажал како се води бизнис. А ова проблемот со продажба 3 години наназад го утврдувате во сите ваши анализи. Никој досега мене нигде не ме поканил, не ме викнал да одржам некое предавање. Во странство секаде, тука не. Меѓу другото, бидејќи сум одговорен за продажба и маркетинг и бидејќи токму во стартап светот и јас легов пред 2 години и многу работи повеќе истражив за да дојдам до заклучок дека и тоа не ги истражив теоретски, него ги пројдов ни системот, можеби јавноста не е запознаена, бидејќи не сакав да биде запознаена до одреден момент, заради тоа што сме најдобри во крадење на идеи и на собирање на некои други моменти. Значи, овие фондови што ги кажувате, не знам зошто се задоволуваме пак со трошки. Да бидам пластичен. Се даваат еден куп пари, големи фондови, се делат на 180
например, стартапи по 28.000 евра. 28.000 Зборуваме евра за во Македонија. За во Македонија 28.000 евра просечно, едва и преживуваат година дена. Вие имате програмерска плата 1600 евра месечно. Тие не можете да го развиете продуктот толку време, например софтвер едно 2-3 години, за да склопите тим. Па каде е тука инвестицијата за продажба, што убаво ја спомна Маџар? И меѓу другото е еден тип за сите, продажба не се прави од кога ќе се заврши продуктот, туку се прави паралелно цело време. Уште претходно. Така е. И за да се направи, каде е таа инвестиција тука и зошто, еве прашувам, ја има и таа анализа на фонд за иновации, зошто наместо тие пари да се дадат како дечките од Hotweiser што зема 500.000 евра одма, Ховицер е компанија. Ховет, да. Значи зема 500.000 евра веднаш, благодарение на тоа што не го пратеа оној модел што го развиваме ние во македонскиот стартап систем и не се задоволува со тие 10.000 евра и 28.000 евра, па дека на втора фаза треба 100.000 евра, па дека на трета фаза не знам колку зема. Зошто? Заради тоа што пазарите што би биле достапни за продажба, цел свет ви е достапен за продажба, нема ограничување тука, нема буквално. Дали сте во Европска унија, дали не сте, кај сакате може да продавате, има одредени специфики во таа земја, ама не зависи од државата, него зависи од вашиот бизнис модел, од вашата компанија. Вие не можете да дојдете до тие пазари, односно 2-3 години ќе ги испуштите затоа што сте се занимавале со трошки тука. И кога веќе ќе ги испуштите тие пазари, не можете вие да очекувате дека после 4-5 години ќе бидете скалабилни и брзо растечки, кога веќе вие сте испуштиле шансата да продавате во тие пазари, затоа што некој таму инвестирал веднаш 500.000 евра, на следна рунда инвестирал 2 милиони или веднаш 2 милиони па на следна 5 милиони, а овде ние даваме 5 милиони на 180, од кои што пола не знаеме кои се, затоа велам полусомнителни, и кај што никогаш не можете. И вие секогаш ќе останете народ со трошки, 2, 3, 4, 5 години, никогаш немате да имате пекара. Наместо да ги дадете на 8 по 500.000 евра и тие да бидат 8 најквалитетни, што сите ќе ги знаат и тие ќе ја вработат пола Македонија и пола регион. За многу кратко време. И ќе го освојат пазарот во светот. Она кое што само да надополнам, значи не сме тука да дискутираме како функционира фондот за иновации кој што него ни представувам и еден од многуте Домашен фонд. Не е фонд, туку е всушност поддржувач, значи еве неколку пати во ваша емисија имам кажано дека фондот има различни шеми на финансирање и не е venture capital фонд. Значи не влегува со удел во бизнисите и нема голем интерес да напредува бизнисот, освен бизнисот на вистина се основа и да вработи. Тука може да се сложиме дека е така формиран. Оние фондови кои што имам и јас работено, значи од почетокот на South Central Ventures како единствен и прв фонд кој што работел во регионот, значи ние од Македонија го подкривавме целиот Западен Балкан, вклучувајќи Албанија, Косово, Босна и Македонија. Србија имаше канцеларија од Србија, во Хрватска беше канцеларијата за Хрватска. Очекувањата, тоа мора да го презентираме дека очекувањата на фондовите се мали дека ќе најдат на вистина успешни скалабилни бизниси. Ги побиваме тие очекувања. И баш и Ховицер, кој што е една од компанијата со кој што работиме, и успеавме да затвориме инвестиција во многу кратко време поради таа интернационална димензија која што ги имаше бизнисот. Многу е битно да се потенцира интернационална димензија. Не можеме ние со креирање на македонски Амазон да сакаме да направиме глобален бизнис. Да, така, сигурно. значи мора да има некој ниш, нешто што е уникатно. Еден таков пример е, сега ќе дебатираме може колку е македонски и колку не, ама се води во портфолиото на South Central Ventures, компанија која што се вика Cognizant со 87 милиони инвестиција пред месец дена. Кој што има добиено и голема валуација и набрзо веројатно ќе биде тој прв македонски юникорн, односно юникорн со конекции од Македонија. Зашто е компанијата јас не знам. Работи со вештачка интелигенција, accelerating sales, овозможува на компании да дојдат до потенцијални клиенти и соодветно да продадат. Значи, повторно се враќаме на потребата на знаење кому да се обратиме за да може да продадеме и они тоа го сервисираат со помош на нивното решение. Добро, ако се забележи, еве ова што го говори Драганов дека мали се средствата и од една страна што велите вие дека фондот нема фондот има средства, меѓутоа нема интерес да го следи бизнисот понатаму дали ќе да му помага уште дополнително финансиски. Каков треба да биде моделот
моделот за инвестирање Одлично. во стартап Да, бизнес? одлично е прашањето и причина што нагласуваме многу пати од страна на Стартап Македонија и сите чинители дека присуството на приватниот капитал е пресуден во креирањето на юникорнс. Не само Unicorns, еден Ние не- успешен брзорастечки стартап во Македонија. значи, веќе- И да бидам по-прецизен, колкав основачки капитал му треба на еден млад човек за да се оствари идејата, да добие поддршка и да Овие се тотално две различни прашања. Еве од истражувањето имавме дека со колкав износ е почната бизнис идејата, некои 30% рекоа над 100.000 евра инвестирале за да може да го отпочнат бизнисот, затоа што технолошките компании бараат ангажирање на квалитетен кадар со високи перформанси, кој што релативно тој кадар недостасува во Македонија некогаш, а доколку постои, веројатно го интересираат германски стартап, британски стартап. Ете Кларна, например, како еден од юникорните во Шведска, во делот на финансискиот сектор, активно вработува луѓе во Македонија. Значи, од тука луѓето квалитетни, прашањето е дали ќе отидат да работат за некого како вработен или ќе се вклучат во тим со кој што заедно ќе креираат. Лагодноста е поголема кога убава паричка ќе ти легнува секој месец, сигурно. наспроти Во Германија. работењето 80 сати на неделно ниво со кој што всушност не си сигурен дали нештото на крај ќе успее и тука е всушност делот со кој што се сложувам со Драганов е моментот на што откако они веќе ќе дојдат до некој стадиум. Треба да навистина постои таа поддршка. Ние се обидуваме да ги поврземе и дека свикаме, окей, регионов е регионов, тоа што постои. Дајте од страна кој што сакаат да од тука компаниите ги видат како бизнис opportunity, да станат партнери и да пораснат. И затоа во таа програма ние 60% од инвеститорите ни се надвор од регионот. Значи, сакаме што повеќе странски средства да влегуваат тука и да заедно да креираат бизниси со голем успех. Вработувањето во стартап заедницата е исклучително големо. Значи, ако пред 2 години кога им беше првото истражување, имавме просечно тимот од 5 луѓе, сега сме веќе на 15. Значи, и голем број на компании што имаат и над 50 вработени. Ама специфичното е што и како Винтент и како други компании кои што креираат продукти, не е пресудност колку луѓе имаш вработено, туку на крајот производот туку колку се квалитетни луѓето и колку можеш да развиеш производ конкурентен што го решава проблемот на твојот клиент. Сигурно. Околу моделот, Драганов, идеја околу моделот каков треба да биде и дали нам ни се потребни законски измени можеби за олеснување на креирање на овие бизниси, брзо растечки бизниси. Па, ќе се надоврзам и на тоа Маџо што го кажа, во дел се сложувам. Дефинитивно, кога зборува за приватен капитал, само би рекол сега веднаш странски. Не да очекуваме дека нашите компании ќе придонесат не знам колку со во брзо растечкото. Зошто да не очекуваме од наши компании? Па има многу. Има Од компании мајцетот, големи, од начинот на размислување, тука навлегува, мисла дека ако ви дадат 25.000 евра и секој ден ќе ви стојат над глава и со стариот бизнис модел кој што важел пред 20 години, дека сега ќе ве посоветуваат како сега вие да го остварите, а вие сакате да продаете во Америка, например. Тоа е едниот момент. Вториот момент секогаш е до критериумите. Има и законски моменти кај што може да се интервенира, меѓутоа може би не секогаш законски, повеќе практични од тие што ги даваат фондовите. Значи, например, ако дојде странски фонд, не мора да е фонд за иновација, нека бидат преку Свис или другите странски поддршки, фондови. Значи, наместо, јас тоа го имам кажано неколку пати, наместо да ви биде рангот од 10 до 30.000 евра или 10 до 20.000 евра, нека ви биде над 50. Значи мора да биде над 50, над 100.000 за да давате и за ако сакате навистина да помогнете брзо растење. Европа има еден многу интересен момент. Не зборуваме за обртни средства за вложување, него зборуваме за инвестиција. Европа има една многу добра поента, вели за инвестиција не треба да бараме пари од родителите, уште помалку од банките. За да го имаме тоа и за да го добиеме, јас кога ќе отидам во банка или негде за обртни средства за вако, нема што да ме прашува татко ми
или мајка ми колку парцели имаат за да ги ставам под хипотека. Нема потреба да ме прашуваат. Сите те гледаат наназад, никој не гледа нанапред. Тоа е едниот момент. Вториот, тоа може да го видат само странците кои што да, многу проживеале, поминале, знаат од 2 минути да проценат кој е брзорастечки стартап, кој не е. Нашиве тука не сум убеден дека знаат, барем од ова што го гледам, освен со честни исклучоци, меѓутоа бројките тоа го покажуваат и затоа ние треба исклучиво да се фокусираме на брзи, големи инвестиции, како дечки е успешно, браво за нив, и уште поголеми, затоа што да ќе потсетам, во светски рамки, на таа фаза на која што се они го зема минимумот 500.000 до 2 милиони. Значи, они го зема минимумот. И ние треба да имаме до крајов на годинава најмалку 10 такви и импактот, односно влијанието што ќе го направи на македонската економија сето тоа, тогаш ќе привлечеме вработени да се тргнат од сервисните компании кои што произведуваат софтвер за странство, например за Германија, и Германија ќе ви дое после 2 години и ќе го продаде истиот софтвер на банките во Македонија или на компаниите во Македонија е многу скапо. А нашите вработени го направиле тој софтвер во меѓувреме. Наместо обратно. Затоа ние се фокусираме на, што велите вие, продуктот, како го решава проблемот, кои се тие пазари и не случајно за нас решиле луѓе да работат од Канада, од Америка, од Италија, од Шпанија, од Индија. Заради тоа што да, и тоа може да се направи додека сте и до 3 години, а тука се уште се објаснуваме со бебешки проблеми. Значи со бебешки проблеми, кај што очекуваат, најинтересно прашање ми е кога ќе мислат дека во првите 2 години вие треба да имате не знам каква добивка, обрт на капитал, мислам, која е поентата? Не сме ние не е ова фамилиарни бизниси, не треба промовираме фамилиарни бизниси, не треба промовираме, знаете како во феудализмот, многу убаво било. Тронот се наследува од таткото на синот, така? И сега ова исто, сега да го промовираме. Сега им даваме шанса на оние кои што веќе стекнале богатство во изминативе години, односно нивните родители не ги стекнале они, голем дел. И зашто тие, која е тука тежината на тој критериум дека тие ќе бидат успешни во иднина, нема некои други кои што можеби имаат нула од нивните родители? Делот допре многу теми кои што се битни да се ревидираат, а најголем дел е моментот со знаењето и капиталот. Значи не секогаш капиталот е кај тие што знаат, за да може потоа да инвестираат и затоа и делот со angel investment процесот што ние имаме и се уште во предлог за гласање во парламент, каде што ќе се поедностават процедурите. Но не се залагаме за тоа дека треба, не зборам олигарси, ама лица кои што направиле само пари да се појават како бизнис ангели, најбитно е мајндсетот. Односно знаењето за да бидат ставени во функција на така наречени smart money, односно паметна подршка на бизнисот, која што некогаш може да биде заменето со инфраструктура или со конекциите што ги има одредена личност наместо со вистинските пари, заради тоа што ако треба некој да продаде некаде, ќе треба да купиш човек за продава, а одредена личност може со неколку конекции тие продажби да ги направи. Така да работиме многу повеќе на воведување на angel investment, не само на Македонија, туку и регионот. Како швајцарската програма за предприемништво, ние никогаш не сме давале пари. Ние даваме само подршка и развиваме капацитети во за нив ми беше од нивна страна, не за вас. Да. Развиваме капацитети што се во делот на angel investment, формирање на нови фондови, поедноставување на легислатива за VC фондови, значи кај нас е новина и неслушнато да постојат формат што се вика corporate VC, значи корпоративни venture capital фондови. Во Србија се формираше првиот таков преку Телеком Србија, кој што има за цел да инвестира. Се надеваме дека формата ќе ја препознаат и многу други во регионот, каде што зошто да не Алкалоид, Тиквеш и останатите големи. Затоа ми беше зборот кога Драганов праша за големите фирми, кога реков зашто не би се нафатиле тие да инвестираат во нешто што би им донело. Не знаат како на правилниот начин. И тука е моментот зашто и го воведовме делот со Corporate Innovation бордот, каде што се Тиквеш, каде што се Алкалоид, каде што е Телеком, НЛБ, каде што е PwC, IT Labs,
И дискусијата е во насока поедноставување на процедурите за соработка со стартапи и креирање на механизми со кои што ќе може да се подржуваат. Не само финансиски, туку доволно е да речеме за еден стартап Телеком да ви дозволи пристап до датабазата за да вие да може да продавате. Така. Значи, НЛБ да ви овозможи Да ви даваат услуги всушност. Значи не е ли за услугите, ова збориме за партнерство. Не збориме за стартапите само да користат услуги и тоа сме го кажале многу пати дека не само со НЛБ, со останатите и со Халки, со Прокредит и со Шпарка се со кои што работиме, има различни програми. Не е работата ти да се гледаш себе си како ајде да го адаптираме сервисот за да може стартапов да има нешто да искористи од нас. Не. Туку како ти да се адаптираш за да може со стартапот да инавираш сервис или услуга со кој што да не адопираме темата за финтек, која што мене ми е многу болно, каде што ние сме буквално во дното во Македонија на користење на финтек услуги, да не можам јас да си праќам слободно средства peer-to-peer, да може да имам свој волет помеѓу банки и така натаму, кој што кога ги спомнуваме на некои наши врсници, зашто комуницираме како со Драганов на континуирано со луѓе низ цела Европа. И како бе не можам да ти пратам преку TransferWise? Па така викам сега, знаеш. Вика PayPal каде да пратам? Ба не може PayPal. Работите ли со Stripe? Па треба да отвориме фирма во Америка за да може да активираме Stripe. И тука е всушност моментот и една од дискусиите кои што ги зборевме. И еве, чест на исклучоци и стварно ги поздравам тие што успеваат да развијат успешен глобален стартап од земјава, не напуштајќи ја територијата, збориме со нивниот IP, ама тоа е не само во Македонија, тоа е сите овие юникорни што ги спомнуваме, они си имаат свое представништво во UK, во Германија, Британија, во Америка, заради тоа што треба да се поблиску до клиентите. Таму се тие кои што создаваат. И до поголем пазар во секој случај. Тие имаат купувачката моќ и знаење. Ќе се сложиме дека просечно една стартап компанија да пристапи на некој од големите корпорации од Македонија, година денја ќе помине додека они да одобрат лансирање на пилот. Да одговорат на мејл. Не, за мејл дека го имаме абсолвирано како нешто што заради тоа што не правиме мејл, им правиш ти, им правиме ние introduction, значи warm intro со анализирање комплетно, значи подготовка на компанијата да знае што да се очекува и другата страна што да очекува и процесот го сведуваме на некои 2 до 3 месеци. Ама повторно делот на лансирање на пилот е тежок заради тоа што се имаат други приоритети кои што кај нашите корпорации сполека се будат и драго ни е што имаме такви луди, ајде да речеме соработници кои што во такви структури сакаат да направат промена и да протнат некоја идеја која што е тотално нормална во западниот свет. За крај нека да би сакал да прашам во однос на портфолиото на овие компании кои што ги спомнав, 6 компании, 2 во Романија, 2 во Грција, една Бугарија, една Хрватска, компании кои што се проценуваат на 1 милијарда долари. Работат со софтвери роботика, софтвери и мобилни телефони, мобиларство, како и да финансиски сервиси, финански сервиси. Каде сме ние во однос на компаниите и бизнисите кои што ги креираме во однос на портфолијата во македонски фирми? Тука ќе се надоврзам она што го кажа како Маџов еден момент кај што не може пристапот на младите стартапџи од Македонија да биде ќе го направи македонскиот LinkedIn, македонскиот Amazon или тоа не бара ископирана идеја од странство. Да не креираш идеја, туку да те мотивира да ископираш идеја. Мале пазарот за кого ќе ја креираш. Да, тоа е обратен, тука почнува мајндсетот, односно начинот на размислување, да биде целосно обратен. Да биде целосно обратен. Во смисол, не е важно, вие почнете си стартап во областа која што ви е блиска. Јас, например, со обуки се бавев така дојдов до софтвер за човечки ресурси. Затоа што е поврзано и затоа што ми е и сега ако тие юникорни се во финтек, не значи дека јас треба сега ние ајде да се префрлиме на финтек или на нешто, не. Туку работата е што треба во светот младите да истражат што побрзо, кога ќе развиваат идејата,
да истражат што е тоа на пазарот, да ја најдат својата дополнителна вредност, додадена вредност, нешто што е ново, иновативно, и нека тоа го доразвиваат за да може да бидат конкурентни, ама и тука пак да се разбереме што побрзо да се продава, што побрзо поголеми фондови да се приберат, за да можете да бидете конкурентни, бидејќи и да ја имате најдобрата идеја, Microsoft или ќе ве купи, на пример, или ќе влезе пред вас во сите можни пазари. Затоа е моментот на брзина. Значи, тука зборуваме за капитал од аспект на пари, капитал од аспект на луѓе, на човечки капитал и капитал од аспект на време. Многумина го забораваат тој момент. Од аспект на време. Затоа што сите овие идеи се базираат горе-долу на една единствена работа, ни го олеснуваат животот, односно ни го скратуваат времето во одреден сегмент од животот. Тоа е една заедничка нишка на сите овие стартапи. Затоа, велам, на ниво на општество треба да почнеме обратно. Не да чекаме да бидеме последни во се, него да бидеме први во се. Да бидеме први во све, секојаш убаво да се каже. Таму се почнува. Но она кое што ние сакаме и го правиме е активно да ги поддржиме и да ги погласни да бидат тие основачи кои што успеваат. Некако поради политичката ситуација каква ни е во земјата и некои други теми стануваат подоминантни отколку млади успешни предприемачи. И тука е еден од настаните кои што го правиме со Founders Nights, да можат тие приказни да стигнат до пошироката публика. Млади или млади професионалци да се осудат во основањето на бизнис, но ја тука основањето на бизнис, барем сега може да се сложиме сите, е најлесно од било кога што било. Проблемот доаѓа од кога веќе ќе дојдеш до 10-тиот вработен, кога ќе треба да се формира структура, middle management, да се расте компанијата, тоа да биде навистина глобална приказна, тука се тие прашања кои што доаѓа до нас. Ајде, како да отидеме, на која конференција да се презентираме, на кој инвеститор е најсоодветен, да дојдеме до ситуација која што заедно со мене седнуваме на маса и викаме супер, оваа понуда што си ја добил од инвеститорот, но не е добра за тебе. Одбери ја ова или ајде да преговараме за нешто подобро. И сега во такви ситуации во кои што биле ставени овие юникорн компании да избираат и да го изберат најдоброто, а не само тоа што им се нуди тука достапно, е каде сакаме да донесеме заедницата, да биде баш повеќе отколку само локална, регионална, туку да биде дел од тој глобалниот екосистем и да имаме глобални играчи. Сега звучи многу така и глобални играчи, ама да, можно е. Не е можно, имаме 30 плюс компании кои што веќе се глобални играчи со решенија што на вистина сум горд дека континуирано работиме со нив. И тие се, на пример, сега викаат, оки, сте ни помогнале, сакаме да помогнеме назад. Кажи ни како да помогнеме назад. Па креираме менторска платформа која што можат луѓе да се вклучат, младите да добијат одредени директни бенефиции од тие што го поминале патот. Ако не си го поминал патот, може само теоретски да погодуваш, а за среќа имаме лица кои што во земјава имаат поминато многу, сега само треба да ги мотивираме како да го пренесат тоа искуство. Јас ќе ви се заблагодарам на двајцата за одвоеното време. Се надевам дека информиравме доста во однос на она што и двајцата го говоревте. Следната тема, веројатно, за која што би сакал да поразговарам со двајцата или барем со едниот од вас, се како 5G технологијата ќе влијае врз основа на тоа, врз основа на скалабилните бизниси во Македонија, бидејќи во светот јас претпоставувам дека ќе се случуваат чуда. Благодарност уште еднаш. Нам за крај ни останува последното информативно издание и така да го завршиме денешниот утрински брифинг.